Почитувани колеги, почитувани граѓани, кога и да имаме дебата за нашата животна зборуваме често за зелена европска агенда, а во пракса имаме балканско сивило. Тоа не е од вчера, тоа е нешто што трае подолг период. Ова е прв амандман на кој што имаме подетална дискусија и е прв амандман на предлог на граѓанскиот сектор, на оваа иницијатива, кој што има и експертиза, и знаење, и енергија да се бори, да ни предложи на нас пратениците што може повеќе и подобро да се направи. Мислам дека прва обврска која ние како пратеници од ВМРО ДПМН треба да ја превземеме е во моментот кога ВМРО ДПМН ќе ја формира следната влада на Македонија да бидеме доследни на тоа што денес го зборуваме во комисијата. Односно на представниците на оваа иницијатива, но и на граѓаните да им ветиме дека тие принципи за кои што сега се бориме, односно ставањето на животната средина, навистина ќе биде прв приоритет за разлика од оваа сегашна влада. Од оваа иницијативата даде многу предлози, јас се надевам дека сите ќе бидат прифатени, но мојот оптимизам е нереален и моите очекувања прагматични се дека сите најверојатно ќе бидат одбиени. Мислам дека прв момент што треба да го сватиме тука е дека имаме Министерство за животна средина кое е нефункционално и да бидеме брутални искрени, веројатно неспособно да превземе конкретни мерки насочени кон решавањето на проблемите во животната средина. Имаме министар кој што многу често бега од јавноста, не навлегувам во тоа кои јазици ги познава или не ги познава, тоа е прашање на дневна политика, но јас во последните 4 години не сум видел значително подобрување на состојбите во животната средина. Но и претходно немаше подобрување, еве да бидеме до крај брутално искрени. Конзистентност на нерешавање на проблемите и се сведуваме на гола политика во ова собрание. Се сведуваме на убедување што може подобро, како може подобро, сите граѓани дишат неквалитетен воздух, ништо не превземаме за да ги решиме проблемите. И овој буџет не е ништо подобро од претходните буџети. Ке дојде буџетот за 2022 година, повторно ќе имаме иста дебата, повторно истите констатации што сме превземале ние. Ништо веројатно. И ќе дојде буџетот за 2023 година. Ве молам да си го превземем ова како сериозна задача. Еден надпартиски апел ова. Затоа што се сеќавам тука стоеше министерот за финансии и ни рече првиот збор за овој буџет е здравје. Како здравје без здрава животна средина? Никако, веројатно. Знам дека е многу полесно со овие работи да се зборува од поставеност на една опозиција, но истовремено кога тоа нефункционално и неспособно Министерство за животна средина во својато функционирање, не велувам дека е нефункционално и неспособно сега, но ништо не е подобро овие години од претходните години. Едноставно, тоа е институција која што имаме на хартија, која што ништо не превзема во пракса да ги подобри состојбите. Дајте да прифатиме што повеќе амандмани за состојбите во животната средина, дајте тоа да го представиме како еден заеднички надпартиски успех на сите политички субјекти. На крајот, кога тие амандмани ќе бидат инкорпорирани во буџетот, никој нема да каже ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијанса на албанци, без алтернатива ги предложи амандманите. На крај ќе каже ми имаме повеќе средства во буџетот за животната средина. На крај се надевам дека ќе имаме и политики кои што ќе бидат применливи во пракса. Ова е проблем кој што не засега сите нас лично, сите наши граѓани. Дајте да направиме што повеќе за Македонија да биде примерно поздраво место за живење. Сите сме свесни што се случува, сите сме свесни дека не можеме една нормална прошетка да имаме, не можеме прозорци да отвориме во нашите домови. Проблемот е заеднички, проблемот е системски, но не е решен. Системски не се решава. Што повеќе веројатно средства вложиме, што повеќе искористиме експертизи и знаење како тоа на оваа иницијатива и на други организации и на разни експерти, толку повеќе ќе направиме. И на крајот на денот
нека биде ова еден мотив и да одржиме една надзорна расправа, да ги повикаме институциите, да ги повикаме невладините организации, прво да констатираме каде е сгрешено, да констатираме што може повеќе и заеднички сите да донесеме дополнителни заклучоци кои што нема да бидат само на хартија како што се до сега, туку ќе бидат и нешто повеќе на дел. Ова е надпартиски фронт, нема никаква врска со политичките субјекти, има врска со еднината нашата земја, има врска со, како што ги спомнувате, веројатно 3000 смртни случаи што би биле спречени доколку немаме загадување. Мораме многу повеќе да направиме тука и драго ми е што во реториката сите сме на иста бранова должина, ајде да покажеме и дека со делата ќе бидеме исто така на иста бранова должина за оваа тема. Благодарам.